بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Навистина сите заблагодарувања му припаѓаат само на Аллах субханаху ва теала, Севишниот Створител, само Него го обожаваме и само од Него помош бараме. Кога Аллах те бареке ве теала ќе го упати на правиот пат, нема кој може да го отстрани од тој пат, а кога Аллах аззаваџел ќе го остави во заблуда, нема кој може да го упати. Упатството е само во рацете на Аллах те бареке ве теала. Му се заблагодаруваме на Аллах аззаваџел, што не створил во најубава форма, што ни ги дал сите ниамети, што Аллах те бареке ве теала ни овозможил да се родиме како муслимани. И го молиме на Аллах аззаваџел да ни овозможи да живееме како муслимани и да му го предаеме, иншааллах, душата да му предаеме со иман како муслимани бизнилахи теала. И затоа ние со срце и со јазик и со сите наши дејствувања и работи фактички шехаде, значи сведочиме дека нема друг Бог кој што заслужува да се обожава освен Аллах те бареке ва теала, кој што еден единствен и без другар во неговото владење, без другар во неговото стварање, без другар во неговата обскрба, и дека Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем е негов искрен роб и негов Божи пратеник, последен пејгамбер, печат на пејгамберството до судниот ден. Вика Аллах те бареке ве теала, овие луѓе имајте страхопочит спрема Аллах аззаваџел, кој што вас ве створи од еден човек. Па од него ја створи неговата жена. Па од овој чифт размножи многу мажи и жени. Имајте страхопочит спрема Аллах аззаваџел, со чиво име се колнете и чувајте ги родбинските врски. Навистина Аллах аззаваџел е тој кој што ве надблюдува. И овие верници, вика Аллах те бареке ве теала, имајте страхопочит од Аллах аззаваџел, вистинска страхопочит, онака како што тој таа страхопочит ја заслужува, и немојте никако поинаку да умрете освен како муслимани. И вика Аллах аззаваџел, овие верници, имајте страхопочит спрема Аллах те бареке ве теала и само чините и само зборувајте убави зборови. Затоа што Аллах аззаваџел е тој кој што ги опростува вашите гревови, и кој ќе се подчини потполно на Аллах те бареке ве теала и на неговиот пејгамбер, фекат фазе феузен азима, тој ја постигнал најголемата победа. И потоа, навистина најубавиот збор и вистински збор е само зборот на Аллах те бареке ве теала. И најубавото упатство е упатството на Мухаммед салаллаху алейхи ва саллем. А секоја работа измислена во исламот е новотарија, а секоја новотарија е бидат, а секој бидат е далалет, и секој далалет носи во џехнемскиот оган. Аллах да не сачува од него. Драги браќа, ние почнавме со дерсови околу големите презнаци на судниот ден.
Еден дерс јас ви одржав околу Деџалот, неговото доаѓање, неговото излегување и испуштањето и доаѓањето на Иса алейхи селам со цел да го убие Деџалот. После тоа Оџата Енал Аллах да го награди, исто така влезе во темата на големите предзнаци на судниот ден и во детали ги објасна редоследот на тие случаи што ќе се случуваат. Јас одлучив вечерва да продолжиме уште малку околу овие работи, за да се дообјасниме, затоа што со еден дерс на вистина не можат, или со два, да се исцрпи, овие се големи теми. Па јас тој првиот дерс што го одржав би го нарекол прв дел околу Деџалот и Иса, а овој вечерва нека биде вториот дел, продолжение од тоа. Некои од тие хадиси што ги спомнавме и од тие во тој дерс што спомнавме, може би пак ќе ги повториме колку за да се подсетиме само на некои работи, и плюс уште еден голем дел од тие хадиси денеска ќе спомнеме, од кои што во прошлиот дерс не успеавме да ги спомнеме. Целта на овие предавања, моје и од Оџата Енал, е ништо друго освен да се објаснат овие работи, да се знаат, затоа што овие работи, како што спомнав и на тој дерс, се фактички од акидето на еден муслиман. Овие работи се од верувањето на еден муслиман. И овие работи се многу битни, затоа што хадисите кои што се дојдени за Деџалот и за Иса достигнуваат степен на мутаватир. Ако еден хадис достигнува степен на мутаватир, тогаш тој хадис мора, ваџиб е да се верува во тој хадис. И затоа овие работи ги спомнуваме, затоа што многу луѓе кои што не ги сватиле сериозно овие хадиси, фактички излегле во стрампутица или во далалет, излегле некои од нив и целосно од колосекот на исламот. Аллах да не сачува тоа. Значи секогаш кога муслиманите ќе почнат да внесуваат филозофии во нивните верувања и своји лични толкувања во нивното верување, секогаш тоа ги отвара вратите за да се влезе во некои секташки води, а подалеку од тоа и излагање од исламот неулубилля. Затоа, колку пати сме спомнале, ние сме муслимани ехли сунне вал джема, кои што викаат семи'ана ва етa'ана. Дали рекол Аллах те бареке ва та'аля, готово тука нема дискусија. Дали рекол Мухамед ﷺ, и тоа речено од Мухамед ﷺ и донесено во мутаватир форма, значи од многу страни, од многу сахаби, тогаш и тука семи'ана ва етa'ана, слушавме и послушавме. Зашто? Затоа што Аллах те бареке ве та'аля самиот објави во Куранот дека тој, пејгамберот Мухамед салаллаху алейхи ве селем, ништо не збори по неговиот хир, ништо не збори од неговиот памет, туку све е вахј, све е објава. Значи, Мухамед салаллаху тоа што ни го кажал, тоа сме ние обавезни да го веруваме како такви, без разлика дали тоа за нашиот памет и за нашата интелигенција е сватливо или не. Значи, кога нешто некој ни кажува, некаква случка, дека нешто ќе се случи или се случило, а немат подкрепа во Куранот и во Суннетот, тогаш за тоа ние може да дискутираме. Тогаш за тоа може да речеме верувам или не верувам во тоа. Може да било, може да не било. Ама ако нешто се случило или е кажано дека ќе се случи, а дошло со ајет, тука нема дискусија. Ако нешто е кажано дека се случило или во иднина ќе се случи, а дошло во хадиси веродостојни од Мухамед салаллаху алейхи ве селем, тогаш исто така не треба да има дискусија. Па така ние кажаме дека Мухамед салаллаху алейхи ве селем кажал во хадис дека јас ќе ви објаснам, рекол, ќе ви објаснам за најголемото фитне што ќе се случи, за Месихот Деџал, и тоа ќе ви објаснам во такви детали, рекол, што ниеден пејгамбер пред мене досега не успел и не објаснил. Значи, Мухамед ﷺ бил пејгамбер рахметен лил алемин, не за џабе. Зашто? Затоа што Мухамед ﷺ бил пејгамбер кој што ги објаснал сите работи во детали, особено работите кои што се од ризик за еден муслиман, кои што се од ризик за иманот на еден муслиман. Значи, со посебен акцент.
на лошите работи, на шерот. Мухамед ﷺ за шер, без разлика дали тој шер е голем или без разлика дали тој не знам колку шерта е мал, Мухамед ﷺ опоменал на тоа да се чуваме и од тоа. Мухамед ﷺ ни објаснил за се. Па вика, има Муслим пренесува во неговиот сахих еден хадис од Мухамед ﷺ, вика, рече Мухамед ﷺ измеѓу Адема алейхиссалам и судниот ден не постои поголема работа и поопасна работа од појавата на дежалот. Не постои поголема и поопасна работа од појавата на дежалот. Па еден ден Мухамед салаллаху алейхи ва селем ги собрал своите асхаби. Ги повикал, ги собрал своите асхаби, ги седнал и им рекол: сакав да ве обавестам за нешто и за некои работи. А за тоа ме подсети Темими Дари. Темими Дари е сахаб од Мухамед ﷺ кој што го примил исламот, а пред тоа бил христијанин. Темими Дари ме подсети, вика, да ви кажам за ови работи кои што веќе ги имав на памет да ви ги објаснам. Па се повикува на тоа што го кажува овој Темими Дари. Темими Дари вика: јас и некои мои 30 другари, сите христијани во тоа време, се качивме, вика, во една ладја и почнавме, испловивме и почнавме да пловиме. Само што почнавме да пловиме, се узбурка морето, се разви огромен ветар и огромни бранови и почнаа брановите да играат со ладјата и да не носат, така што потполно изгубивме ориентација, кај се наоѓаме, што се наоѓаме. Така цел месец морска олуја ги фатило. Цел месец морска олуја. Додека на крај, после отприлика месец дена, века брановите не исукаа, не исфрлија на едно острво. Слеговме од ладјата на тоа острво и вика само што слеговме видовме една животиња која што беше цела обрасната со крзно, толку многу крзно на неа што не можеше да се разликува предниот од задниот дел. Не можеме да разликуваме што е глава, што е задник. Бидејќи ми не знаевме што животиње е и за што се работи, вика ние нези и прозборевме и рековме: која си ти? На животињата. И вика, за чудо, животињата ни одговори, ни врати, рече: јас сум џасуса. Им одговорила, им вратила со говор: јас сум џасуса. А кои сте вие? И овие, откако виделе дека оваа збори животињата, и објасниле кои се, како се, од кај се и што им се случило во текот на тој месец. После тоа ја прашале: а што ти овде работиш? Ти џасуса. Та им рекла: јас овде живеам, ја овде обстојувам. Току тоа и не е многу битно, им рекла: одите, влезите во оваа пештера, тука ја гледате, една пештера им покажала. Има, вика, тука еден човек кој што се радува на вашето доаѓање. Има човек кој што се радува на вашето доаѓање. Уште еднаш ќе подвлечам, затоа што после ќе го објасниме, запомтите, вика човек. Има човек кој што се радува на вашето доаѓање. Па вика, влеговме ние во таа пештера и кога влеговме во таа пештера, видовме еден човек кој што беше крупен, доста крупен, покрупен не сме виделе. И изгледаше силно јако, појак не сме виделе, и окован во огромни железни пранги. И му поставивме прашање: кој си ти? А тој на тоа им поставил контра прашање: а кои сте ви? Тогаш овие му одговориле повторно, како на таа животињата, така и на овој човек, му кажале кои се, што се, од кај се и што им се случило на море еден месец со таа морска олуја. Па тогаш овој повторно им поставил прашање и им рекол: што се случува со Бухейрето Таберие? Што се случува со Табериското море? Дали има вода во него се уште? Овие рекле: да, има се уште вода во него. А потоа поставил прашање: а што е со тој небии? Што е со еден пратеник на неписмените?
Дали е тој појавен, дали е излезен? Овие рекле да, излезен е и тој. Аха. А дали рекол арапите го прогонуваат? Да, рекол арапите го прогонуваат. Рекол, че беше многу подобро да го следат. Че беше многу подобро да го следат на тој пратеник. Па потоа рекол, се приближи времето. Јас сум Месихот Деџал. Јас сум Месихот Деџал. Приближено е времето на моето ослободување од овие пранги. Приближено е времето за да излезам, да се појавам. И нема да оставам место на земјата кај што нема да стапнам. И нема да оставам град и село кај што нема да влезам, освен Мека и Медина. А тамо на вистина, рекол, не че можам да влезам. На вистина ми е тамо забрането, затоа што на влезовите на тие градови се наоѓаат мелеци со усукани сабли кои што ми бранат да влезам таму. Овој хадис е вистински и веродостоен хадис кој што се пренесува од Мухамед ﷺ и од кажувањето на овој сахаб негов дари. Субханаллах. Значи, досега и на прошлиот дерс кажувавме доста хадиси за кои што Мухамед ﷺ не обавестил за Месихот Деџал. И овој хадис плюс уште еден, вистински аутентичен сахи хадис, кој што исто така не обавестува за доаѓањето на Месихот Деџал. И се уште ние наоѓаме фракции полно кои што го негираат доаѓањето на Месихот Деџал. Затоа на почетокот и на тој дерс и на овој дерс велам и кажувам, ова е од акидето на еден муслиман. Сите овие хадиси кои што се пренесуваат од Мухамед ﷺ, кои што се вистински, аутентични од него за Месихот Деџал, и повторно луѓето имаат храброст, некои од нив, за жал, да изјавуваат дека Месихот Деџал не е човек, а затоа претходно реков, 3 пати го напоменав. Добро, значи слушајте, напоменувам, влеговме внатре во пештерата и видовме човек. И Мухамед ﷺ после тоа ќе видиме и тогаш прошлиот дерс и сега уште хадиси дека го објаснува дека тој е човек кој што се појави и дека е тој човек кој што го носи целиот шер и целото фитне и фесад на земјината топка. Вика, во склоп на ова тврдење, Мухамед салаллаху алейхи ва салем во еден друг хадис, кој што го пренесува Имам Ахмед во неговиот Муснед и Имам Тирмиди, значи хадисот е сахи, вика, че поминат неговите мајка и неговите татко 30 години без да имаат деца. Значи, че се земат, маж и жена, и 30 години нема да имаат деца. 30 години. Тек после 30 години, вика, че им се роди машко дете. Че им се роди машко дете кој што ќе биде чопаво. И нема да има едно око. И вика, тоа дете, во него нема да има никаков хајр и во него ќе биде собран целиот шер. Значи, повторно, ова како аргумент на претходното тумачење, дека се работи за човек роден од мајка и од татко, ќе биде тој Месихот Деџал. Неговите очи, вика, ќе спијат, ама неговото срце не. Неговиот татко, вика, ќе биде висок многу и слаб, толку што, како што се вика во народски речено, нема грам месо на него да има. Коски кожа што вика. А неговата мајка, напротив, многу крупна, висока, крупна жена и, вика, со големи и многу долги гради. Така е дојдено во хадисот пренесен од Имам Ахмед во неговиот Муснед и Имам Тирмиди. Вика, во други хадиси, вика, Мухамед салаллаху алейхи ва салем, на едното око ќе биде избришан Месихот Деџал. И вика, тоа око му личи као од грозје, зрно од грозје, испапчено, а меѓу неговите две очи ќе пишува 3 букви кефера. И вика, секој еден ќе може тоа да го прочита, без разлика дали знае да чита или не. Значи, Аллах те бареке ве теала, еден од неговите фадилети за муслиманите,
за верниците во тоа време, че им даде можност, без разлика арапски знае, не знае, знае да чита или не знае воопшто, дали е учен или не учен, че може, че му овозможи Аллах Азведжел да ги прочита, да прочита тоа што пишува меѓу неговите очи кафир. И вика неговиот нос, че изгледа како клун. Од Катаде се пренесува дека еден ден, вика, во Куфе, че излегол, ова е, значи во времето уште сахабите биле живи. Во Куфе имало некои сахаби, освен нив и полнотабиини. Значи уште скоро време по смртта, после тоа што сменил живот Мухамед салаллаху алейхи ва селем, веќе почнале некои да се појавуваат некои лажови. И вика во Куфе се појави еден гласник кој што почна да вика излезе дежалот и се створи еден огромен хаос, вика во Куфе. Во Куфе се наоѓали еден човек кој што се викал Худейфе ибн Јесид, кој што бил сахаб од Мухамед салаллаху алейхи ва селем. Худейфе бил седнат на едно место и одмарал. Дошол еден човек, затрчан, заздишан и му рекол: "Ја Худейфе, о Худейф, ти седиш тука и се одмараш, а луѓето се борат со дежалот." Па овој му рекол: "Седни и ти тука и одмори малку." Па овој вика седнал, почнал да одмара, само што почнал да одмара, дошол друг и рекол: "Субханаллах, вие двајца седите и одмарате, а во Куфе луѓето се борат, становниците на Куфе се борат со дежалот." Па му рекол и нему: "Седни и ти одмори малку." Па кога дошол после некое време трет човек, рекол: "Субханаллах, све ова беше лажга, измишлјотина." Кога го рекол ова третиот човек, тогаш овие двајца што биле седнати се сврти, рекол кон Худейфе, и одма размислиле, значи Худейфе нешто знае, штом си седеше така мирно. И вика: "Ја Худейфе, ајде објасни ми што ти имаш чуено и што знаеш околу дежалот." Па вика Худейфе: "Кога сега би се појавил дежалот, децата со него би си играле и тие би го убиле и би го закопале. Не е сега време тој да се појави." Зашто? Худейфе велиме што сахаб од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, пошто сахаб тој слушал од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем кажувањата кога ќе се појави дежалот и кои се предусловите да се појави дежалот. Еден од тие предуслови да се појави дежалот е што? 3 сушни години. 3 години во кои што ќе зафати суша. Па вика во еден хадис од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем, исто аутентичен, дека во првата година Аллах Аzzawajal ќе забрани на 1/3 од дождот да падне на земјата и ќе ги смали за 1/3 сите добра на земјата. Па после во втората година ќе забрани 2/3 од дождот да паднат и 2/3 од добрата и од храната, од родот на земјата ќе ги забрани, а третата година 3/3, значи целосно нема да има ни капка дожд и нема да има никаков бериче, нема да излезе да изрти од земјата. Тогаш го прашале сахабите: "Ја Расулуллах, како ќе живеат тие луѓе, со што ќе се хранат?" Рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем: "Тие ќе се хранат со што? Со тахлил, ќе речат ла илаха, нонстоп ќе велат ла илаха илlallah, и со тахмид ќе прават нонстоп елхамдулилlah, и со тесбих ќе викаат субханаллах, и со текбир ќе викаат Аллаху екбер." Тоа ќе биде нивната храна во текот на таа година. И тоа е фактички едно од тие предуслови за да се појави дежалот. Другите предуслови во Худейфе ги знаел и продолжил да им кажува, вика тој ќе излезе тогаш кога ќе има мал број на луѓе и кога меѓу луѓето ќе има огромно скудица и недосташтво на храна и на добра. Тоа е последица на тие 3 сушни години. И кога меѓу луѓето ќе се појават огромни кавги, и тогаш кога кај луѓето ќе видат многу немарни за нивната вера. И овој хадис, и ова пренесување исто така, ова не е хадис, ова е есер од сахаб од Мухамед саллаллаху алейхи ва селем и е пренесено во збирката на имам Хаким и имам Захеби. Рекол Мухамед саллаллаху алейхи ва селем понатамо: неговото излагањето на Месихот Деџал ќе биде измеѓу Шам и Ирак. Измеѓу Шам и Ирак, ова го пренесува имам Муслим во неговиот Сахих, додека во еден друг хадис од Ибн Каабе вика тој ќе излезе во местото наречено Хорасан.
ќе излезе во местото наречено Хорасан и ќе го пратат него луѓе, една голема група на луѓе кои што вика че имаат лица елмеджанун мутрака. Нивните лица ќе бидат како елмуджанун мутрака. Што значи ова елмуджанун мутрака? Ова значи као оклоп, панцир метален, исчукан со чекич, па после тоа сплеснат. Значи нивните лица ќе бидат крупни, како оклоп, како панцир, ама груби и сплеснати. Иначе, во еден друг хадис што се пренесува во, мислам дека во Муснедот од имам Ахмед, истиот овој израз Мухаммед салаллаху алейхи ве селем го употребил кога ги објаснувал народите Јеџуџ и Меџуџ. Рекол, тие ќе бидат ниски пораст, ќе бидат жолто-црвенкасти, ќе бидат како инсекти, ќе излагаат, како мравки ќе излагаат од сите страни и нивните лица ќе бидат како меджанун мутрака. Истиот овој опис го дал истиот збор, истиот израз и кај Меџуџ, Јеџуџ и Меџуџ. На база на ова многу алими заклучиле, Аллаху алем, може да е така, може да не, ама голем дел од алимите заклучуваат дека можеби токму тие Јеџуџ и Меџуџ ќе бидат фактички тие луѓе кои што се дојдени кои што ги објаснил Мухамед саллаллаху алейхи овој хадис, што ќе го следат на деџалот. Освен ова, исто така дојдено е во друг хадис дека ќе го пратат 70.000 евреи од тоа место. Значи 70.000 евреи од тоа место ќе му се приклучат на Месиху Деџал. Ќе биде брз, рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Брзо ќе го разнесува неговиот фесад и неговото фитне. Асхабите, Аллах да е задоволен со нив, го прашале веднаш, а како тоа брз? Што се подразбира по тоа брз? Па Мухамед саллаллаху алейхи ве селем им рекол, ќе биде брз како дожд кога паѓа, па силен ветар го разносува. Така што се разносува на сите места наоколу. Толку брз што за кратко време многу места ќе згазне од земјината топка. Сето ова ќе се случува, субханаллах, во времето на големиот фесад и големото фитне. Че има толка фесад и че има толкава сила да прави, да ги искушува луѓето, што Мухамед саллаллаху алейхи ве селем рекол во еден хадис, ако слушнете дека излегол Месихот Деџал, тогаш немој да се правите силни и да одите да го сретнете, туку напротив одите во спротивна насока и скрите се кај што можете. Затоа што рекол, че има луѓе кои што верувајќи дека се јаки со нивниот иман, ќе излезат да го сретнат. Па кога ќе го сретнат, ќе потклекнат на неговите искушенија и ќе станат дел од неговата пратња. Неуду билlah. Па тој човек ќе им кажува дека тој е Господ, дека тој е Аллах, а вие рекол немој да верувате никако дека тој е Аллах, затоа што Аллах аззе ве џел не е ќор. И затоа што Аллах те бареке ве теала не можете да го видите додека не умрете, додека сте на оваа дуња. Тој исто така ќе прави фитне, што вика че оживува и ќе омртвува. Ама тоа е само привидение за вас, тоа е искушение за вас, затоа што тоа го прават кој го прави со помош на џиновите и на сирбазите. Значи, ова, субханаллах, вакви привиденија и вакви искушенија, луѓето и денеска имаат, ама не до тој степен, само што треба, субханаллах, да се знае точно што фактички можат сирбазите и џиновите. Тоа што тие го можат е што да предизвикаат халуцинации или да предизвикаат нешто, привиденија, да ти мислиш дека тоа се случува, тоа воопшто не е вистина. Значи да ти скрие еден камион да не го видиш, или една локомотива, или да ја кренет, или да летат и така натаму, и така натаму. Па така вика Ибн Тајмие, вика во една книга негова, вика, ако вие видите човек да лета или да оди по вода, тогаш застанете, вика, зборувајте со тој човек и ставете го на кантарот на Куранот и Суннетот. Чак што више и да видиш, значи, дека лета или оди по вода, стави го на кантарот на Куранот и Суннетот. Па ако тој човек клања намаз, фарзови,
sunneti, nafile. Pa ako toј човек пости и дава зекјат и оди на хаџ и ги прави сите работи што Аллах Аззе ве Џел ги наредил и сите работи што Аллах Аззе ве Џел ги забранил не ги прави, тогаш сведочите дека тоа е керамет од Аллах Аззе ве Џел што му го дал на тој човек. Тога сведочите дека тоа е Аллах Аззе ве Џел му дал керамет. Ама ако тој човек што вие сте го виделе дека лета или оди по вода, а од друга страна не клања намаз, знајте дека е шејтан, џин, привидение. Знајте дека не може тоа да е керамет и да е, или тој да е, не знам, пегамбер или што викаат луѓето, евлија е тој и така натаму и така натаму и така натаму. Значи за се нешто ставете на Куран, на вагата на Куранот и суннетот. Чак што више овој Ибн Тајмије во оваа книга го има објаснето случајот на еден човек кој што за жал многу луѓе од фракции, значи од суфиските фракции го земаат као база, него го земаат Абдул-Кадир ел-Џејлани. Абдул-Кадир ел-Џејлани бил човек алим и не бил таков како што го кажуваат, има напишано книги, приказни, гачки, каков е влијабил тој, какви чуда и керамети правил тој, субханаллах. Ама не е вистина. Ибн Тајмије вика за Абдул-Кадир ел-Џејлани, вика, праејќи ибадет, му дошол шејтанот во вид на привидение во еден као арш, као трон, као тие кралевите, ама со светло огромно. И му рекол, јас сум твојот господар. Јас сум твојот господар. Остај го, рекол, намазот и сите ибадети доставеше од тебе. Тогаш овој Абдул-Кадир му рекол, како можеш ти мене да ме ослободиш од сите шеријатски прописи, а за тоа не биле ослободени и многу подобри од мене, како што биле пегамберите и како што бил Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Значи, ако Мухамед салаллаху алейхи ва салем бил обавезен да клања, да пости, да оди на хаџ, да даде зекјат и така натаму, кои сме ние, субханаллах, некој да ни каже нас, а на база на ова тој му рекол, кедепт, излажа, и ти не си Господ, ти си шејтанот, лаънетуллахи алейхи. Првата рунда шејтанот вика овде ја изгубил. Ама првата рунда никад не се ослободува, тој не се предава. И му рекол, Абдул-Кадир, се спаси со твоето знаење. Браво, се спаси со твоето знаење. Машаллах, многу знаење имаш. Рекол, не, никако. Се спаси затоа што тоа беше фадел од Аллах Аззе ве Џел. Со помош од Аллах те бареке ва таала се спаси. Значи видите, субханаллах, ако не вака така, поинаку ќе се бори против тебе. Овде не успеа, ќе удри на друга страна, па на трета страна сакал, значи што да го кренете да му речете, машаллах, ти сам ти, не никој друг, не Аллах ти помогне, ти со твоето знаење. Субханаллах. Овие работи ги кажувам и ги поврзувам, значи, со Деџалот, затоа што вакви работи се случували и може да се случуваат и ден денеска со различни сеирбази кои што прават, не знам, Дейвид Коперфилд се ослободуваат од сред море таму и не знам што прави и трчат и летат и ама да го ставиме на вагата на Куранот и суннетот, клања намаз не. Чак што ише тој Дейвид Коперфилд што го спомнав нешто не клања намаз, тој не е муслиман. Субханаллах. Што можеме за него да кажеме друго, освен дека е ќафир, сехирпас. Така, значи, на база на ова, треба да бидеме спремни, ако случајно тоа фитне не задеси нас, да знаеме како да постапуваме и да знаеме дека Аллах Аззе ве Џел е тој единствен кој што оживува и кој што мртвува. А Деџалот ќе врши такви искушувања и ќе вика, кој се твој татко и мајка умрени со дамна, да сакаш да ти ги оживам, ај да видиме, и вика, ќе нареди на двајца џинови да го земат, да ја земат формата на неговиот мајка и неговата мајка и неговиот татко. И ќе рече, еве се, ти ги оживив. Па ќе веруваат луѓето дека тој е навистина Господ и дека тој оживува. Ој јаду билја, Аллах да не сачува од неговото фитне. Понатаму,
вика Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, че продолжи Месихут Деджал да го врши неговото фитне се додека стигне во Шам. Кога ќе стигне во Шам, во исто време тогаш муслиманите се собрани, како што спомнувавме на прошлиот дерс, да кланјаат намаз. Во тој джемаат на муслимани се наоѓа и Иса алейхиселам. Иса се спушта, како што рековме, држејќи се за двајца мелеци. Тогаш муслиманите се спремаат за намаз. Имам Мехди, ќе му пушти место на Иса алейхиселам за намаз, за имам да стане. Ова го повторувам затоа што овој хадис не го кажаме прошлиот пат, ова е на дополнување сега. Иса алейхиселам го одбил и му рекол: кога доаѓа пејгамбер, доаѓа да биде следен. Значи, кога иде пејгамберот е имам и не може друг пред пејгамберот да излезе. Кога доаѓа пејгамбер, тој е имам. Тој доаѓа за да биде следен, другите да го следат. А сега сум да следам. Субханаллах, ова е многу битен хадис, затоа што повторно и овде многу луѓе, поради тоа што не ги земаат во обзир сите хадиси кои што се дојдени и кажувањата на нашата улема, фактички од страв викаат: Мухамед саллаллаху алейхи е последен пратеник, да, готово, не веруваме дека Иса ќе дојде. Субханаллах. И вака на овој начин ги отфрлаат сите хадиси што Мухамед саллаллаху алейхи ги кажал за Иса алейхиселам. Ама Иса алейхиселам не доаѓа више као пејгамбер. Значи, после Мухамед саллаллаху алейхи селем, наше верување цврсто е дека нема друг пејгамбер до судниот ден. Нема пејгамбер. Ама Иса доаѓа. Иса доаѓа више не као пејгамбер. Не доаѓат Иса као пејгамбер. Значи, не идам вика да бидам следен, туку да следам. И вика Мухамед саллаллаху алейхи во еден друг хадис, че владее Иса со мојот шеријат. Значи, не може пејгамбер да дојде да владее, ако е пејгамбер да владее со шеријат на друг. А овде тој не дојде како пејгамбер, па вика че владее со мојот шеријат. Значи, Иса алейхиселам ќе дојде, ќе се спусти и неговата задача, неговата цел ќе биде, значи, ќе биде да се успостави шеријатот Мухамедов саллаллаху алейхи веселем и главната задача да го убие Деджалот. Па вика кога ќе ја отворат портите, кога ќе го кланјат намазот, Иса алейхиселам ќе рече: отворете ги портите, кога пред портата ќе го видат Деджалот со целата војска позади него. Ама вика кога во исто во хадис веродостоен, кога Деджалот ќе го види на Иса алейхиселам, ќе почне да се топи како сол во вода. И вика Иса кога би го оставил во тие моменти, вика кога би го оставил, цел би се истопил. Ама не го остава. Току, вика, зема копје и се спушта према него. Деджалот почнува да бега и Иса алейхиселам го стигнува и го убива. Каде е поентата, каде е хикметот на целата ова работа? Зашто Иса не го оставил да се истопи целиот, туку напротив отишол да го убие? Иса алейхиселам отишол и го убил, и кога ќе го убие со копјето, со крвта на Деджалот на тоа копје, ќе излезе пред луѓето и ќе ја покаже. И хикметот на ова е, како што објаснуваат улемата, вика, ако го оставеше Иса да го остави Деджалот да се истопи, тогаш многу луѓе ќе продолжат во верувањето дека тој е Господ. Па ќе речат: аха, ете се изгуби. Не дозволи да го убијат. Се изгуби, исчезна. А вака, вика Иса алейхиселам ќе го убие и крвта ќе му ја пролие и ќе ја покаже пред луѓето: еве во што вие верувавте. Тука е хикметот зашто треба да се убие Деджал. Во прошлиот дерс на Оџата Енал ви кажа еден хадис дека исто веродостоен, рекол Мухамед саллаллаху алейхи веселем, кога ќе почнат големите презнаци на судниот ден, ќе се редат еден позади друг, исто како ниска од Џердан, која што ќе се скине и кога паѓаат тие муниздата, тие топчињата. Значи, еден по еден, брзо, еден по еден. Значи, веднаш после убиството на Месихот Деджал, се појавуваат едно друго фитне,
не поголемо, затоа што Мухамед ﷺ рекол најголемото фитне е Месихут Деџал, ама и ова фитне другото што доаѓа, навистина ќе биде многу тешко за муслиманите кои ќе живеат во тоа време, во времето на Имам Мехди и на Иса алейхиселам. А тоа е појавата на Јеџуџ и Меџуџ. Два народи кои што Аллах тебареке ве теала ги спомнал во Куранот. И тоа се народи и се луѓе повторно. И овде има многу луѓе кои се впуштаат во филозофии, па кажуваат што биле Јеџуџ и Меџуџ, па не се луѓе, се ова, па се она, па не знам што, како што вика за некој од нив за Деџалот, па ете камерата со едно око, тоа е Деџал, и она е Деџал, и ова е не знам што, и така натаму, 300 филозофии во јаду билля. Аллах да не сачува тоа. Значи, Аллах тебареке ве теала ги спомнал овие два народи, луѓе во суретул Кеф и вика: Калу јадел карнейни инне Јеџуџе ва Меџуџе. Рекоа, вика, некои луѓе кога Зулкарнейн бил Аллахов роб, на кој што Аллах аzzавеџел му дал многу нимети, многу фадилети. Бил на исток и на запад, имал огромни пространства поминато. Зулкарнейн. Некои викаат дека бил пегамбер, ама најточно, најблиско до вистината дека не е пегамбер, само Аллахов искрен роб на кој што Аллах тебареке ве теала му дал различни нимети и фадилети. Кога стигнал во едно место, вика Зулкарнейн, луѓето му се пожалиле, вика Калу, вика рекоа луѓето: ја Зулкарнейн, о ти Зулкарнейн, инне Јеџуџ ва Меџуџ. Навистина Јеџуџ и Меџуџ муфсидуне фил ард, прават огромен фесад на земјата, не можеме да живиме од нив. Па тогаш, вика Зулкарнейн, им нареди, вика: ајде соберете цела снага, па соберете железо и бакар, па ги растопиле и направиле брана. Оваа брана постои. И оваа брана, исто како во случајот на Месихот Деџал, има сахаби кои што ја виделе. И кога стигнале во местото на Мухамед ﷺ, му кажале и Мухамед ﷺ ми потврдил: тоа е браната на Јеџуџ и Меџуџ. Значи тоа е брана која што ја виделе. Исто како што има луѓе кои што ги виделе во островот, на еден остров што го виделе Месихот Деџал. Арнома, тоа што ние треба да го знаеме, дека не треба да се преоптовуруваме со тоа каде е таа брана или каде е тој остров кај што е Месихот Деџал. Па да ги бараме, тоа воопшто нас не ни треба. Дали рекол Аллах аzzавеџел, дали рекол Мухамед ﷺ, семијана во етоана. Значи постои, ама да трошиме енергија и време и пари така натаму и да се занимаваме со тоа каде, тоа не ни е воопшто не ни е потребно. Па понатаму вика, откако ја поставил оваа брана Зулкарнейн, од тој ден тие Јеџуџ и Меџуџ се блокирани. Кај се тие и кои се тие, Аллаху алем. Мухамед салаллаху алейхи ва салем во еден хадис кој што го пренесува Имам Ахмед во неговиот муснед, ги опишал како тие изгледаат. Како што претходно спомнавме, го зел тој истиот термин, дека има, значи, лице широки, сплоснати, со ситни очи, се отприлика половина раст од обичен човек и се толку многу што се као мравки од сите страни. Па вика во еден хадис друг, вика: првите нивни се во Шам, а последните нивни во Хорасан. Па вика во еден хадис: кога тие ќе поминат преку едно море, па првите ќе почнат да пијат, па понив другите, кога ќе стигнат последните ќе речат: овде имаше вода едно време. Море ќе испијат. Тие се Јеџуџ и Меџуџ. Тие ќе се појават веднаш по смртта и убиството на Деџалот. Ќе се појават кај, значи, муслиманите кои што се Имам Мехди и Иса алейхи васелам. Инаку исто едно од преданијата е, Аллаху алем, не знам колку е сахи, пренесено е дека е речено дека овие Јеџуџ и Меџуџ секој дневно живи се, значи и ден денеска се живи со генерации, од тогаш, од тие времења, секој дневно ја копаат таа брана. И секогаш навечер ќе отворат дупче и ќе здогледаат светло. И кој ќе здогледаат светло, ќе речат: утре излагаме. Кој ќе дојдат утредента, браната пак цела, полна. Ни дупка, ни дупче, ни ништо.
И ова ќе се случи се додека еден ден не речат утре ќе излеземе инша Аллах. Утредента тие излагаат стварно. Кој ќе излезат аршум низ земјата. Аршум, замислите, цело море ќе го испијат. И кога Иса алейхиселам и муслиманите ќе ги видат преплавена цела земја со тие луѓе, како поминуваат и све живо ништат пред нив, ќе се замоли, ќе ги дигне рацете и ќе помоли: ја Раб, дај ни сила да се бориме против нив. А Аллах Аzzawajal ќе му одговори, вика: о Иса, тебе не ти е дајна таа сила против нив да се бориш. Вика Аллах Azzawajal ќе им нареди на тие муслимани заедно со Иса да се повлечат, вика: качите се на Тури, на Тур, на планината Тур. Вика муслиманите од тоа време сите ќе се повлечат на планината Тур, а Аллах Azzawajal тамам кога ќе ги видат дека идат више, муслиманите више готово. Идат и не газат, готово, изедени. Изедени не викам џабе, затоа што има во едно предание, вика, се пренесува дека тие се народ во кој што секогаш еден од нив кој ќе умре, другите го јадат. Кога муслиманите ќе ги видат дека се качуваат и тие почнуваат да се качуваат на Тур и Син, сите заеднички ќе ги кренат рацете и ќе се молат на Аллах Azzawajal за спас. И тогаш вика Аллах Тебареке ве Теаля меѓу нив, меѓу Јеџуџ и Меџуџ ќе пушти црв. Ќе пушти црв, ќе пушти болест некоја од некакви црви кои што тотално ќе ги уништат сите. И тоа ќе биде спас за муслиманите, за верниците во тоа време. Откако ќе се уништат Јеџуџ и Меџуџ, тогаш ќе слезат муслиманите од планината и тогаш ќе почнат да го живеат животот. Тогаш вика Мухамед салаллаху алейхи веселем, Иса алейхи селам ќе воспостави шеријат, ќе се воспостави на земјата таков ред и таква правдина, што вика едно дете ќе се игра со лав, а нема да биде убиено или каснато од лавот. Вика ќе поминуваат луѓе покрај група лавови, а нема ништо да им биде да им стане. Вика ќе играат мали деца со змии и змиите нема да ги каснат. И вика волк ќе помине покрај овци и нема да ги нападне. Све е тоа како награда од Аллах Azzawajal за правдината која што се воспостави на земјата. И вика Аллах Azzawajal ќе пушти обилни дождови и ќе нареди на земјата да ги извади сите нејзини добрини. И вика во тоа време ќе бидат ниметите најголеми и вика земјата ќе биде како во времето на Адем алейхиселам. Вика еден човек кога би зел една обична прачка сува и насред пустината ако ја стаи, вика од неа ќе излезе бериче. Тогаш ќе биде беричетот најголем на земјината топка и вика ќе живее Иса 40 години, после тоа ќе умре, а муслиманите ќе му го клањаат неговото џеназе. Овде бивнилахи таала ќе завршиме и со овој дерс. Ако Аллах Тебареке ве Теаля ни даде можност, ќе продолжиме со другите презнаци на судниот ден и настапувањето на судниот ден во наредните дерсови. Го молиме на Аллах Тебареке ве Теаля да не заштити од сите фитниња, од сите искушенија на кои што не можеме да излеземе накрај. Го молиме на Аллах Тебареке ве Теаля да ни даде што поголемо знаење. Го молиме на Аллах Тебареке ве Теаля да ни овозможи да живееме како муслимани и да умреме како муслимани. На Аллах Azzawajal му се покоруваме и од Аллах Azzawajal ги бараме сите добрини и бараме да не заштити од секој шер. Го молиме на Аллах Тебареке ве Теаля да ни го даде Џеннетул Фирдаус, да не состане заедно со нашиот пегамбер Мухамед салаллаху алейхи веселем, со шахидите, со садикините, со искрените робови Аллахови. Го молиме на Аллах Тебареке ве Теаля да не заштити од дженемскиот оган. Салаллаху аля Мухаммедин ва аля али Мухаммед ва аля ахири давана ен илхамдулиллахи раббил аламин.